Како да отидеш на прв љубовен состанок? Прв љубовен состанок. Звучи познато? А да, заборавив. Затоа сте и тука. Јас сум Стојан Бацето, љубовен советник по професија, швалер у слободно време. Презафатен човек. Знам дека од секогаш сте се запрашувале како треба да изгледа еден класичен прв љубовен состанок. Дали сте спремни да го знаете? Да! Не сте спремни. Првин треба да започнеме со припреми. Како прва стартна работа, што у старт ја грешите, е на Google да напишете како да се лапам. Пошто нели, не знаете. Зошто грешите? Зашто гледате што ви дава на Google ако куцате како да се лапам. Не се плаши, бидејќи тоа ќе ти дојде природно. Не е ништо страшно. Кога се бакнуваш, ќе треба да бидеш опуштена и опуштено да се бакнуваш. Гледај секогаш устата да ти биде свежа и измиена, а истото важи за зъбите. Доколку не си во можност, земи мастика. Не е страшно, не се плаши бидејќи тоа ќе биде сосем природно. Устата да ти биде свежа, зъбите по можност да ги измиеш. Бљак. Абе се знае. Идеш на Google, пишуваш how to kiss a girl. Ако не разбираш англиски, ќе си преведеш. Ќе научиш. И сега, од кога веќе си едуциран како треба да ја бакнеш од браната и од кога научи дека зъбите се мијат убавезно у секој случај, а не ако си во можност, мислам, како може да не си во можност? Од нива идеш на состанок? Не ми е јасно. Сети имаме дома паста и четка. Дури да немаш четка, од брат ти ќе земеш. Ќе украдеш. Како и да е. Ти ги имаш измиено зъбите. Се облагаш, се дотеруваш, топси. Следен чекор е да договориш време. Зошто времето е битна работа во сето ова? Затоа што ако се договорите се видите преку ден, може случајно да намине и да те види некој од другите твои потенцијални девојки, пошто ти си баце и стално имаш резерви. Се шалам. Ама сепак преферирајте навечер. Од кога ќе договориш време, исто така многу битна работа е и местото. Тука се познава кој е вистински шмекер. Ако договориш на кафе, можеби и нема да има први пољубац. Али ако договориш на клупа, нема друг избор освен први пољубац. Или ќе ти дозволи да ја бациш по своја волја, или ќе ја бациш по твоја. Во твој подрум, со твои синџери, под твој надзор. Се шалам, немојте да ја киднапирате. Тоа нека ви биде последна опција. Значи, да речеме дека си ја договорил на клупа и дека си ја бакнал. После тој чекор иде првиот незин чекор, освен чекорот што дошла до тоа место кај што се договориле. Тоа е да праша дали повторно ќе се видите и кога. Тука најчесто ние ја правиме грешката. Она индиректно те прашува нешто, што преведено на машки, директен јазик би значило: дали сакаш да сме во врска од овој момент? Да, не е одговорот на ова прашање, туку ќе се договориме. И така, додека таа е збунета и не знае како да го свати твојот одговор, ти во главата веќе си правиш филмови како за 10 години сте на истото место, само со деца. Секако ваши заеднички деца. Како вие двајца се сакате, додека вашите деца се тепаат за едно обично ебено дрво во паркот. Се запрашуваш себе си дали навистина ја сакаш или само сакаш да имаш девојка за другарите и твоите дома да не мислат дека си педер. Се запрашуваш дали ќе биде подобро да ја викнеш да искочите после 8 март и немаше потреба да трошиш пари за поклон. Размислуваш на кого ќе личат вашите деца и дали машкото внуче од едното дете ќе се вика по тебе. Милион мисли ти поминуваат низ глава, но само едно од нив е факт. Што туку за прв пат искочи со девојче? Не си педер. Вајда. А да не го заборавам овој интересен детај. Најтешката работа на првиот состанок не е бакнувањето. Најтешкото нешто е да го сокриеш тоа што се дешава во панталоните додека се бакнуваш. Тоа е доказ дека не си педер. Додека ти ги размислуваш овие работи, дошло време да си оди дома. Ти решаваш да ја испратиш до автобуска. И тука доаѓа до уште една тешка ситуација и за двајцата. Како треба да се поздравите после тоа што се случи помеѓу вас вечерта? Под А, како на клупата, под Б, да се гушнете, под С, да се поздравите со рака. Но секако ви одлучувате под Д, да си кажете само чао. И така, она се качува во автобус и наеднаш се ти станува поразлично. Не можеш да си поверуваш дека за прв пат искочи со девојче, дека ја бакна и не можеш се уште да си дадеш одговор на прашањето. Дали добро знам да се бакнувам? Одиш дома и гледаш видео How to Kiss a Girl до следна прилика, ако ја има.